Јавните административци од 2027 ќе почнат да се обучуваат во Академијата на Министерството за јавна администрација. Иако во јули беше промовиран првиот центар за едукација на вработените во јавниот сектор, за Академија службениците ќе почекаат уште 2 години. Секој административен службеник, од најмладиот до најискусниот, ќе има можност да се надградува, да стекнува нови знаења и да го покаже својот професионален капацитет. Но Академијата ќе значи и нови правила за сите оние кои за прв пат ќе се вработат на државно. Секој што за прв пат ќе се вработи во јавната администрација ќе мора да помине 120 часа обука во повеќе тематски области и да положи испит пред стручна комисија. Меѓународните извештаи покажуваат дека Македонија има кадар на администрација со добри намери, но недостасува култура на обука и зголемување на знаењето кај службениците. Обуките често се гледаат како на формалност, а не како во инвестиција и за подобрено управување. Затоа, кога се прават реформи според експертите, тие треба да се фокусираат и на промена на културата во институциите. Реформите во јавниот сектор не се само институционални промени, туку тие мораат да бидат пропратени со една културна трансформација. Веруваме дека секоја институција може да стане подобра кога ќе се инвестира во луѓето, кога ќе се охрабрат луѓето да учат, да прашуваат, да размислуваат критички, да бидат љубопитни, да бидат подготвени за промени и да делуваат со интегритет. Академијата ќе се гради со помош на Франција. И амбасадорот на Франција го дели ставот дека потребна е културолошка трансформација. Модернизацијата администрацијата не е само прашање на структурни промени и на процедури, туку во голема мера зависи од капацитетот на самите јавни службеници да бидат приспособени кон промени, да развиваат нови знаења и вештини и да негуваат култура на служба која што на вистина е свртена кон корисниците на тие услуги и давање на резултати. Со новиот закон за административни службеници, институциите сега имаат механизам за оценување на службениците. Лоша оценка ќе значи принудна обука за службениците и стопирање на унапредувањето во службата. Даниел Василев, Сител телевизија.